Трет ден нема детали од МВР за тоа како спречила терористички напад во петокот, што е преземено и во кои делови од земјава. Дали има уапсени? Единствена понова информација е таа дека обвинителството ги предало на вештачење од замените уреди и други материјали при така наречената акција на МВР. Во меѓувреме дополнителен страв предизвика и вестите дека и официјална Софија ги предупредува своите граѓани во Македонија да внимаваат заради опасноста од терористички напад. Ова дотолку повеќе ги испаничи граѓаните. Оти Бугарија е уште една странска земја која предупредува за можни напади, откако тоа во петокот го направи американската амбасада. Но во известувањето од бугарското МНР јасно се гледа дека државата нема своји сознанија, ами само им порачува на незините државјани да внимаваат врз основа на објавите од македонското МВР и американската амбасада. Инаку колку за потсетување, амбасадата на САД брзо по објавата на оскудното соопштение од МВР ги предупреди незините државјани тука да внимаваат каде се движат, оти се можни терористички напади инспирирани од екстремистичка идеологија. Екстремистите повеќе се стремат кон напади врз објекти кои се меки цели, какви што се трговските центри, пазарите, аеродромите, хотелите, клубовите, рестораните, верските објекти, училиштата, парковите и јавните настани. Што стои зад потребата од лиферување на нецелосно соопштение од МВР, а потоа е алармантно предупредување од американската амбасада? Дел од експертите во дилеми. Дали оваа акција ќе заврши како таа во месец август, кога полицијата го прикажа како собствена победа апсењето на 7 македонски државјани борци на Даеш, а всушност беа само предадени, односно спроведени на нашата територија, откако претходно биле фатени со помош на странски организации за разбивање на тероризам. Вакви оскудни информации не би требало да се пуштаат во јавноста, затоа што предизвикуваат или го исполнуваат онај квантум на ефект кој што не би требало да го има кај граѓаните. Знаеме дека америчките граѓани кои што престојуваат во Република Македонија секогаш и на мејл се информирани за состојбите и се информираат и за сите делови на светот каде можат да патуваат и што би требало да направат. Оваа информација сега пратена на ваков начин со додаток дека ние веќе имаме реализирано група која што има одредени, како вие што кажавте, одредени апарати, средства и не знам што све друго, едноставно само создава забуна кај сите нас. Сепак и Димовски, но и други безбедносни познавачи смируваат со уверување дека службите имаат големо искуство во операции против терористички групации, без разлика дали се директно или не поврзани со ИСИС, односно претходно со Ал-Каеда. Ние имаме многу стручен кадар во нашите институции, кој на големо ги следи овие случувања и верувам дека веќе има подготвено соодветен одговор на настаните, кој ќе ги превенира штетните дејства во Македонија од страна на активистите на овие милитантни организации. Неофицијално, во редовите на ИСИС има 15 борци од Македонија.